Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија, денеска сме во Прилеп, каде што најпрво имаме штанд со промотивен материјал, со кој што промотивен материјал ги запознаваме граѓаните овде ширум Прилеп за платформата и програмата на професорката Гордана Силјановска за овие претседателски избори, а подоцна овој штанд го имаме со Унијата на млади сили, подоцна со сениорската структура на Општинскиот комитет на Прилеп. Продолжуваме по посети низ населените места ширум Прилеп, каде што одблиску остваруваме средби со граѓаните и нормално ја пренесуваме пораката која што ние како политичка партија ја испраќаме за овие претседателски избори. Се поевидентно е пристапувањето на граѓаните не само овде во Прилеп, но и ширум Република Македонија до нас. Граѓаните кои што ни ја дадоа поддршката во првиот круг на претседателските избори, но и оние кои што се колебаа и можеби не излегоа во првиот круг, но исто така и добиваме и поддршка и ни приоѓаат и граѓани кои што на изминатите изборни циклуси гласот го дале за Социјалдемократскиот сојуз, но и сите тие, како и останатите граѓани во Република Македонија, се видно вознемирени и разочарани од штетните и погубни политики од страна на Зоран Заев и неговата влада, кои што се водат изминатиот период во Република Македонија. Во Република Македонија изминатиот период практично имаме уништено здравство. Имаме колапс буквално во секоја сфера од општественото владење. Имаме пораст на криминалот. Имаме колапс во земјоделието. И да не набројувам понатаму, значи граѓаните се видно револтирани, видно разочарани од ова што се случува. Имаме тргување и продавање на националните интереси и сметаме дека со заокружување на професорката Силјановска како победник на овие претседателски избори, практично истата Гордана Силјановска Давкова ќе биде предвесник за промените и правдата која што ќе следи во Република Македонија. Овие претседателски избори треба како никогаш досега да се поддржани од сите граѓани во Република Македонија, затоа што истите ќе бидат предвесник за новите предвремени парламентарни избори, кои што де факто по состојбата на терен и расположението кај граѓаните е се поевидентно дека ВМРО ДПМН ќе ги добие, ќе ја формира новата влада и нов премиер во Република Македонија ќе биде господинот Христијан Мицкоски. Само на тој начин Македонија ќе се ослободи од злото кое што се вика Зоран Заев. Злото во Република Македонија има име и презиме, тоа е Зоран Заев. И она што практично беше пракса во минатото да се случува во Струмица, она афера која што целата македонска јавност ја знае, поврзана со евро за црквата и евро за вицето, сега стана пракса во Република Македонија. Време е да ги донесеме промените во Република Македонија и време е да го сопреме лудилото кое што моментално владее во Република Македонија. Ви благодарам.